Недозволиво е Али Ахмети да го користи терминот лидер на албанците во Македонија. И не само во Македонија, не постои таков лидер во Европа. Вака поранишниот министер Джевдет Хајредини го коментира само прогласувањето на лидерот на интегративците за предводник на албанското малцинство. Голема навреда за албанците е самата констатација, дециде Хајредини. Не се само тие виновни се партиите македонски на власт, партиите на македонците, кои наследен таква личност и му ги плаќат од буџет гласачите, тоа е факт, за да се него, како што гледаме, како неовластени, да однесуваат за крупните одлуки, политички одлуки во државата. Од тука секоја поистоветување од страна на Ахмети дека критиките за него се напад врз целата албанска заедница во Македонија немаат никаква основа. Него он со лаги и со други, со помош на заедта и на Груевски се држи во власта, затоа што ако не изгубат власта, знаат дека треба да одговарат, затоа што државата ја донесла во вистинска катастрофа, тоа се зборови на амбасадорката Агелер, во Македонија со кривични дела врзани со криминал и корупција. Неретко од функционерите на ДУИ може да се слушне во име на албанците во Македонија, што во пракса не е издржана констатација. Веќе 2 децении не е лесно да се жнеат само победи и успеси кои нема да изостанат во иднина. Зад себе оставивме многу сработено за албанците, а тоа не е за ДУИ. Сработивме многу во образованието, културата и здравството. Овие 20 години во последните 100 поминуваме низ златен период на албанците. Од 2001 година па наваму, маргинализираниот народ станува господар во својата сопствена куќа и раководи со својата судбина и иднина. ДУИ во предизборна кампања настапува со наратив на единствена партија, без разлика на плурализмот во политичкиот блок на албанската заедница. Делувајќи како партиски монопол, интегративците се обидуваат да присвојат што повеќе гласачи, иако на терен секојдневно го губат рейтингот.